Добро вечер во емисијата 360 степени налсад. Вечерва наш гостин е премиерот Зоран Заев. Со право јавноста е гневна, со право. Тоа не значи дека премиерот треба да разреши пола извршна власт поради ова работа. Гневноста... Така, господин премиер. Не, еве вака, само да се докажам. Гневноста на јавност е со право. Тоа значи дека ние мораме да истражиме и да кажеме каде е одговорноста. И кога ќе алоцираме одговорноста, таа да биде понесена. Јас ве разбирам зашто зборувате, вие зборувате за субјективна, но постои објективна одговорност. Кажете, новинар, каде е одговорноста? Тој дел од политичката култура никако да го воспоставиме да почне да функционира. На истиот начин ги релативизира работите и претходните власти, па со тие релативизации видовте докаде стигнавме. Ве разбирам јас. Господин Попетревски, граѓанин сте граѓанин су, како и сите други. Можете ли во моментот да кажете кој е одговорен? Не можеме да кажеме кој е одговорен. Една од трите институции, СЈО, суд и МВР, сигурно се одговорни. Добро, и треба тоа да се утврди, така? Добро. Амнестија на ниедно ниво не е вклучена во оваа лепеза за која што зборувате? За секој разговара националното координативно тело. Јас не исклучувате амнестија. Значи, можно е да има амнестија, можно и да нема амнестија. Амнестија за кој и за што? За 27 април зборувам. За 27 април зборувам. На кој ниво амнестија? Останете налсад, интервјуто со премиерот Заев почнува по кратка пауза. Гледате 360 степени. Бегството на екс-премиерот Никола Груевски, пропустите, поединечни, институционални, системски и одговорноста се во фокусот на вечерашното интервју со премиерот Зоран Заев. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, поздрав до гледачите што не следат. На почеток сакам да расчистиме, пред 2 дена рековте дека нема никакви пропусти кај институциите. Останувате на оваа изјава или ќе признаете дека станува збор за политички гаф? Истрагата се прави во Министерството за внатрешни работи. Јас знам дека нема одговорност од Министерството за внатрешни работи заради тоа што се преземени работи претходно. Тоа што законот го дозволува. Секако се водат две истраги, едната е внатрешна контрола заради можна одговорност на било кој вработен во МВР и второто е севкупната контрола која што се прави под организиран криминал под раководство за деталите од бегството на Груевски. Министерството за внатрешни работи штом ќе биде подготвено, тоа ќе го соопшти до моментот на снимањето на ова интервју. Тие се уште се подготвуваат за Значи ја ревидирате таа ваша првична изјава дека нема одговорност кај институциите. Значи не би сакал да фрлам одговорност врз судот. Не е честно институциите меѓу себе да се обвинуваат една со друга. Јас само прашав и проверив како е за сите граѓани, како е постапувано. Така било постапувано и во делот на давањето на наредбата за приведување на Груевски за издржување на казната затвор. Министерството за внатрешни работи постапило кога добило наредбата. Постапува како орган сериозен, секако и претходно, тоа што е дозволиво законски. Сега ќе видиме, се случува моменти кои што треба да се истражат како излегол од станот. А знаеле дека е во станот, како излегол од државата. Веќе еден голем дел се знае како поминал други држави и слично. Објавиле и ни даде директни информации и Албанија и Црна Гора уште вчера во текот на денот не информира конкретно. Тие секако излегува со своите соопштенија, но тие не прават истрага таму. Ние правиме истрага. Редот е да сочекаме истрагата и да ги соопштиме сите детали на јавност. И МВР и вие велевте дека во духот на демократските принципи и процедури полицијата не можела да го следи и да превзема ништо пред да ја добие наредбата од судот. Но нели белешката на УБК врз основа на која што потоа беше одреден притвор за Јанакиевски и Божиновски е демант на ова? Зошто УБК постапувала за Јанакиевски и Божиновски, а не можела да постапува за Груевски? МВР постапувала. И цело време заради тоа што имаме секакви случаи во државата, така? Некогаш се прави надворешно следење, некој пат се прави, не знам, подготвување на институциите на системот за евентуални можности или слично. Како постапувала? Оти велевте дека не постапувала до наредбата. Значи, некој пат постапува МВР, штитејќи го безбедноста на премиерот, сегашен. Штитејќи ја можеби безбедноста на бившиот премиер или на одредени други поединци. Во рамките на нејзиното работење, како Министерство за внатрешни работи, како институција, си постапува во делот на осигурување, следење, обезбедување или слично.
Знаете дека и полицајци го обезбедуваат Груевски. Тие се сепак полицајци. МВР се има комуникација со своите вработени во различни сегменти. Има начини како МВР согласно законот да се ја врши својата работа. Зборуваме за пропустите и зборуваме за тоа што е секојдневие во работењето на Министерството за внатрешни работи. Ако постапувало МВР, тогаш како избега Груевски? Истрагата ќе покаже. Јас не би сакал да преюдицирам било што од тој дел. Сите детали на јавноста ќе бидат објаснети. Но сериозно е да им дадеме шанса на институциите да ја завршат целата истрага и сите детали да ги споделат со јавност. Се согласувате ли дека ова е еден срамен чин за целата држава? Да, тука е триаголник во прашање. СЈО, суд, Министерство за внатрешни работи. Независно каде е одговорноста, на крај некаде има одговорност, некаде има некаква дупка низ која што се протнал Груевски и избегал. Се согласувате ли дека е недозволиво за држава да си дозволи човекот кој што беше најбаран, сега и осуден, да избега? Значи, новинар сте и ги следите случувањата во Република Македонија. Оваа земја беше под режим со комплетно урнисани институции. Не може да очекувате дека земјата веднаш ќе блеска. Секако системот некаде дал свои слабости. Тоа истрагата ќе го покаже. Ама не е веднаш, господине премиер. Вие сте година и колку? 4-5 месеци премиер. Ја имате власта, имавте доволно време, предпоставувам барем на одговорните позиции, да поставите луѓе кои што ќе се обидат тие пропусти за кои што зборувате од минатото, колку толку да ги адресираат. Заради тоа директно можем да кажем дека Оливер Спасовски не гледам дека има одговорност. Не ве прашувам за Оливер Спасовски, не, но некаде... Заради тоа што сме промениле. Откај да го знаем дали е тоа партиски војник полицаецот на некоја граница или било кој полицаец во државата. Не сакам на никој поединец да наметнам вина или слично. Министерството за внатрешни работи после 1,5 година има во промили променето луѓе. Во промили. Заради тоа што законите се такви во државата. Раководител на сектор, вие за да промените, морате 3 пати на 6 месеци, значи година и пол, да давате негативни оценки, за да може да го промените. Еден дел од луѓето се ја вршат работата и тоа огромен дел од луѓето. Секако ќе покаже каде системот покажал слабост. Самата истрага тоа ќе го покаже. Но директорот на јавна безбедност, директорот на УБК се поставени во ваше време. Ќе го провериме дали има пропусти од кај нив. Нечесно е, без да заврши истрага, било кој во државата, вклучително и премиерот, да го впери прстот према некој и да побара одговорност. Побарав директно одговорност од последниот директор на Бирото за јавна безбедност, кој ги видов доказите, која заврши една истрага и која знаевме што се случило. И јас и целата јавност. Јас посегнав по чекор. Сега не можам да кажам дека треба некој да понесе одговорност кога не ги знам деталите, не ги знаете и вие. Ако велите дека дека министерот Спасовски не е одговорен, веќе велите дека од него нема да барате одговорност, тогаш следното ниво се директорите на јавната безбедност и на УБК. Ако се докаже вина во некој од тие два сектори, ќе барате одговорност и да замине некој од нив? Секако, не значи дека јас сум во право и за Оливер Спасовски. Јас го кажувам моето чувство, заради тоа што знам како сум информиран со сите детали, кои што дел ги споделувам со јавноста, дел не смеам да ги споделувам заради самиот систем и заради тоа што секако сериозноста на еден премиер во делот на функционирањето на институции тоа не го возможува. Но ако се утврди одговорност, секако ќе побарам одговорност од било кој да е во државата, вклучително и Зоран Заев, на кој што народот може да му побара одговорност во секој момент. Така да сум транспарентен политичар за сите постапки. Досега во Македонија за се што се случувало. Јавноста била запознаена. И некој пат е понесена одговорност, некој пат е испратена пораката на етичкото однесување дека мора до крај да биде заокружено или слично. Ако се случи за незаконитост, се знае. Законот важи еднакво за сите, имаме и такви случаи. Градоначалници, функционери и слично. Па сега велите законот важи еднакво за сите. Сега да видиме на случајот на Груевски дали ќе биде баш така. Ќе испадне дека законот можеби нема да важи за Груевски. Груевски е осуден криминалец. И не само што е осуден криминалец, тоа е кукавица. Човекот кој што кажуваше дека е спремен на се, вклучително и затвор за Македонија, покажа колку голема кукавица. Ама ние немаме... Тој... Не. Ние немаме полза од тоа што премиерот го нарекува бившиот премиер кукавица. Ние од премиерот очекуваме да го обезбедел бившиот премиер, кој што е осуден, да не избега од земјата. Добро. Значи, институциите на системот функционираат согласно закон. Оти велите законот важи еднакво за сите. Ако институциите на системот ја поминат границите на нивните секојдневни овластувања, на нивните закони и наредби кои што ги имат, апсолутно исто така јавноста
Ќе биде незадоволна за одредени човекови права дали се кршат, како тоа може, исти сте со режимот или слично, има тука резка граница. Тоа не значи дека МВР само заради наредба може да постапува. МВР има и свое овластување и постапувала согласно своите овластувања кои што законот ги дава. И апсолутно тоа е до дозволивите работи на законот и она што значи нормално демократско управување со државата. Оти ако се случи да се помине таа граница, уште еднаш потенцирам, ќе биде обвинета истата таа МВР, Зоран Заев и извршната власт, дека кршат човекови права, дека недозволиво е се. Човекот додека е на слобода. Слободите и правата се врвна европска и демократска вредност. Така да знаеме точно докаде имаме мандат, докаде законот тоа го дозволува и овластувањата на сите што работат. Свесен сте за гневот во јавност по ова што се случи. Граѓаните се гневни, лути и веројатно најмалку што може да се направи е да се лоцира одговорноста и некој да понесе одговорност, бидејќи Груевски не е било кој. Ако има одговорност и таа е утврдена, ќе понесе одговорност кој сака некај во државата. Почнувајќи од мене, па во пирамидата надоле за било кој. И немам дилема во таа работа. Но нечесно е, заради тоа што е гневна јавноста, ние да почнеме да разрешуваме се и се што. Како така? Прво, луѓе сме. Второ, треба да имаме и одговорност према луѓето, како личности. Тие има луѓе кои што своите животи буквално секој ден ги ризикуваат заради Македонија. Како ќе убедите јавноста дека не станува збор повторно за некаков дил меѓу врхушките на претходната и на актуелната власт за шефовите да се спасат, а чираците да го трпат, да ги трпат последиците? Аргументите се на моја страна заради тоа што и порано се исправуваше од истата јавност, нашата јавност, дилемата дали Заев се договорил во пржинскиот процес. За Груевски испадна дека не е така. Дали Груевски стварно ќе бил суден, испадна дека не е така. Дали ќе бил осуден, испадна дека не е така. Ќе ве потсетам, цело лето се чекаше дали некој ќе влие врз апелација или слично. Да, ама на крај не влезе во затвор. Избега. Се што сум кажал, така ќе биде. Јас кажувам дека Груевски ќе биде вратен заради тоа што и меѓународната легислатива и законите се на наша страна. Ќе биде вратен. И Санадер избега, така? Па беше вратен. Ќе биде вратен. Груевски сега и Унгарија треба да одговорат. Ова што сега го знаеме. Дали бил киднапиран? Штом вака во дипломатски коли е возен по повеќе земји. Па нели е пак одговорност на МВР и да бил киднапиран, бидејќи тој има 6 мина обезбедувачи од МВР. Така да ги истражиме работите, дали бил киднапиран и дали доброволно по сопствена волја влегол во дипломатска кола. Од тие одговори ќе се испостават еден куп други прашања, поврзани со барањето негово за азил и за одлуката на една земја членка на ЕУ и на НАТО, така да ќе ги видиме сите аргументи. Да ве прашам, МВР утврди од каде е напишан постот на Фејсбук на Груевски? Лоцира географски од каде е напишан? МВР може дома да истражува. Поделот не може надвор да истражува. Ние ги отпочнавме сите меѓународни постапки со една земја членка на ЕУ и НАТО Унгарија. Имаме соработка и ги бараме. МВР се ја врши својата работа. Утврдено е дека Груевски е во Унгарија и шпекулации се другите теми заради тоа што министерот за внатрешни работи се јави на Унгарија на нашиот министер за внатрешни работи и потврди дека е таму и отпочната постапка за азил. Министерот Сиерто за надворешни работи на Унгарија тоа го направи. Со нашиот министер Димитров го потврди тоа. Исто така разговара и ние ги испорачавме нашите барања. Секако тоа што го очекуваме. Нашиот амбасадор во Унгарија отиде во Министерството за надворешни работи. Директно сите протоколи се запазени. За постот на Фејсбук е утврдено дека не е напишан од Македонија. Да. Дека е надвор од Македонија. Надвор од Македонија е напишан. Добро. Уште малку околу ова. Нели беа доволна индикација претходните бегства на луѓе со веќе одземени пасоши? Знаеме случаите на Груевски и Бошковски. Понатаму случајот на газдата на Секјуриком, и тој имаше одземен пасош и успеа да ја помине нашата граница. Некако многу порозна се покажува границата. Јас знам дека таа физички не може да се обезбедува нормално секој метар од неа, но кога веќе имавме примери на луѓе со вакви мерки на обезбедување кои што заминаа, дали институциите не требаше на вистина да бидат многу внимателни и да го спречат ова што се случи? Институциите се внимателни за одредени слабости, веќе констатирале и навеле во своите извештаи и постапуваат. Како, например, судот не може повеќе само да одзима пасош.
мора веројатно да одзема и лична карта. Заради тоа што ние имаме соседни земји со кои што патуваме и со лична карта. Одземањето на пасошот заради можност да се помине граница не е доволно, очигледно, но треба се промени законот и во законот да се вика не само патна исправа, туку да се одземе и документ за лична идентификација. Ама не може да функционирате без лична карта во Македонија ако сте слободен граѓанин. Не сакам да кажам сега, правниот систем веќе работи и бара начин, така. Кога одземем пасошот, тоа не значи дека испратена потерница за таков човек или е информирана целата меѓународна јавност, па дури и нашето соседство, заради тоа што некој со лична карта може да излезе према Србија, према Косово, према Албанија, како што во законите постојат, така да мерки се презимаат за ваквите случаи. Но ние ден до крај не може да гарантира дека 100% ќе може да ја направи непорозноста на границите, односно порозноста на границите да не биде непорозна или слично, заради тоа што постојат црни и сиви патишта или слично, а секој што е слободен може да се шете буквално до граничната линија на државата, така? Да, има едно чувство дека ете вака кога ќе се случи ваков голем инцидент, со некаков кризен пиар се обидува да се покрие тој случај, а потоа тешко се понесува одговорност и се бараат виновниците. Например, во случајот на бегството на Кочан, судиите од Врховниот суд, кои што се посочени, за кои што е отворена постапка, па дури и за разрешување, еве до ден денес не се разрешени. Да, тоа не е работа на владата, тоа е работа на судскиот совет, но например, една од судиките таму што треба да биде разрешена, сега ви е членка на телото за спроведување на реформи во правосудниот систем. Па некои, еве, не постапувањето на судскиот совет, сакаат да го доведат во врска со членувањето на судиката во ова тело. Правото на јавност да се дебатира за сите овие прашања и да коментира и да дава своји констатации е нејзино право. Наше право е да даваме одговори, не само право, и обврска наша е да даваме одговори. Врховниот суд имаше право да делегира свој представник. Ние не можевме да кажеме, слушате, овој го делегирајте, овој не. Јасно се обративме, побаравме каде да ни дојде председател на институција, каде баравме да дојде свој представник и до тука можеме. Понатаму тие делегираа свое вакво право. Во делот на она што се случува во можни бегства, неодговорност или слично, институциите на системот постапуваат. Не смееме да заборавиме дека и ова извршна власт постапила директно. Дали се работело за градоначалник, директор на БАЕБА, членови на управни одбори, други директори на институции. Постапила, разрешила, понела одговорност и слично. Поднала пријави, се донеле за некои други случаи, дори судски пресуди. Законот мора да важи еднакво за сите. Како и етичкиот однос да важи еднакво за сите. Убаво што е демократија, значи респонзивен ни е системот. И треба да се радуваме. Македонија и како променет од тоа што беше на времето двајца влюбени шупотеа. Знаете како, сега се збори се во Македонија. И тоа е добро. Но не треба да забегаме во другата крајност. Со право јавноста е гневна, со право, тоа не значи дека премиерот треба да разреши пола извршна власт поради ова работа. Гневноста... Ама не така, господин премиер. Не, еве вака, само да се докажем. Гневноста на јавност е со право. Тоа значи дека ние мораме да истражиме и да кажеме каде е одговорноста. И кога ќе алоцираме одговорноста, таа да биде понесена. Јас ве разбирам за што зборувате, вие зборувате за субјективна, но постои и објективна одговорност. Кажете, господин новинар, каде е одговорноста? Тој дел од политичката култура никако да го воспоставиме да почне да функционира. На истиот начин ги релативизира работите и претходните власти, па со тие релативизации видовте до каде стигнавме. Ве разбирам јас. Господине Попетревски, граѓанин сте, граѓанин сум, како и сите други. Можете ли во моментот да кажете кој е одговорен? Не можеме да кажеме кој е одговорен. Една од трите институции, СЈО, суд и МВР, сигурно се одговорни. Добро, и треба тоа да се утврди, така? Добро. И сега, најголем дел од јавноста бара према извршната власт одговорност. Тоа го знаеме, зашто таа се бира на индиректен начин, бирајќи го парламентот. Граѓаните не ја бират судската власт, правосудската како обвинителство или слично. Да. И воочено е тука. Значи, можеби одговорноста ќе падне на некоја друга институција, така? Нема да е на извршната власт. Ако падне на извршната власт, одговорноста треба да се ја преземе извршната власт. И секој функционер кој што е директно одговорен. И тука нема дилеми. Но уште никој не го утврдил тоа. Дајте да го утврдиме. Дали има некаде одговорност, па тогаш да коментираме зошто не е преземена одговорност од тој што требало да одговара. Добро, ќе одиме на реклами, па ќе го продолжиме разговор. Благодарам за сега. Бидете на нас.
го продолжуваме интервјуто со премиерот Зоран Заев. Разговараме за бегството на Груевски и можното лоцирање одговорност. Реков, некако доминира чувството за тоа дека првите луѓе од власта, било од бившата, било од бившите власти, успеваат да се спасат, а дека, како вели вчера Јанакиевски на судот, кога не можете помагарете, удирате по самарот и тогаш оние што биле подолу во хиерархијата ќе понесат главната одговорност. Останува исто така едно непријатно чувство во овој контекст дека, еве, освен тоа што Груевски избега, Мијалков не е приведен и не е притворен. Да, не притвара владата, на предлог на обвинителството притвора судот, но кога ќе се соберат повеќе информации на едно место, а тоа е дека Катица Јанева на последното свое интервју толку многу внимаваше да не остави впечаток дека Мијалков може да биде приведен, што беше повеќе од очигледно. Случајот Таргет тврдина во судот се одвива со брзина на желка, споредено со сите други случаи. За да стигнеме, еве велам, до таа констатација дека некако господинот Мијалков како да има специјален третман. Знаете како, посебно јас ќе додадам тоа, некој го поврзува со помирувањето отворено во парламентот или слично. Ние треба да заборавиме како јавност, односно треба никогаш да не заборавиме, а да престанеме конечно да очекуваме извршната власт, премиерот и високите функционери да бидат одговорни, а со тоа и потврдувајќи дека управуваат и со правосудните институции. Специјалното јавно обвинителство е независна институција и тоа не е под извршната власт. Судовите, Скопје 1, Скопје 2 или било кој суд во Македонија, тие се независна власт и тие треба да си носат одлука онака како што тие законот им пропишува, знаат и умеат. Ние носиме одлуки за нашата власт. И во делот на помирувањето, кога го спомнав, зборев многу прецизно и јасно. Нема тоа да значи мешање во правосудната власт. Јас останувам до крајот на тоа. Ние ќе носиме политички одлуки, а не преку мешање во правосудната власт, за да воспоставиме помирување во државата. Така да, треба да дадат одговори сите институции. Од кај да знам јас? Може би некој е соработник на правдата. Може би некој зборува таму ја навлезем во сериозни процеси. Нито е моје да се мешам, нито треба да се мешам. Јас знам... Тоа правите алузија некаква за Мијалков? Не, јас за сите зборувам. Дали е за Мијалков, дали е за Гордана Јанкуловска, Милија Некиевски, Кирил Божиновски, кои што веќе се притворени, така одлучиле, и САЈО и судот кој што носи ваква одлука и окей, тоа е нивно право и тие треба си дадат своји одговори пред јавноста, затоа што имат еден дел на етичка обврска за одговорите, еден дел имат законска обврска да дават одговори. Тука нема дилеми. Не случајно јавноста е исправена преку вашите прашања како новинар, преку вас со овие прашања кои што следуваат, но истовремено треба да знаеме каде треба да се бара одлуката која што треба некој да ја донесе или не треба да ја донесе. Така да некоректно е Заев да каже зошто овој е притворен, зошто овој не е притворен, дали требало вака, дали не требало вака. Јас ниту знам, ниту сакам да знам. Не е моја да знам. Ниту сакам да се мешам, ниту ќе ми падне на памет да се мешам во судови, во обвинителство државно, специјално јавно обвинителство или слично. Тие си водат своите процеси, тие знаат што прават. Само алудирам дека има таму случаеви секакви. Некој е соработник на правда сигурно, најавуваат сведоци, заштитени вакви, онакви, не знам какви соработници или слично. Не ги знам јас деталите околу ова работа и не ме интересира деталите. Дали на некој начин не ве издаваат или не се издаваат себе си, еве, дел од пратениците кои што гласаа во прилог на уставните измени, а се дел од опозицијата или беа дел од опозицијата, со своите изјави дека последните притворања не се во духот на помирувањето. Или преведено, очекуваме дека овој процес на помирувањето значи замрзнување, например, на процесите на притворање. Јас така ја разбирам таа изјава. Јас се трудам секој пат да ги разберам и сите, дури и спротивни страни на мојата страна. Ова е спротивна страна на мојата страна, односно ВМРО ДПМН. Без разлика дали е исклучено или не, тие луѓе се ВМРО ДПМН. Они тврдат до ден денеска дека има политички притисци, политички судења, како викаат, нов режим против нив или не знам што. Тоа се нивни ставови.
Јас кога зборувам за помирувањето, тоа и тие го знаат и сите. Во македонскиот парламент верувам јавност. Зборувам низ политички процеси. Јас сум политичар, јас се водам извршната власт, јас имам соработка директна со парламентот и зборувам за политички процеси. Ако некој мисли дека тоа треба да биде низ контрола на правосудството или не, тоа е друга работа. Јас изјавата која што ја дадоа пратениците, јас читав соопштение, не знаев дека е дури изјава. Нола Исмајловска има изјава. Бев за Бугарија вчера и не можев да ги следам сите настани. Нола Исмајловска има изјава во која што децидно вели дека последните притворања не се во духот на овој отпочнат процес на помирување. Дали Нола погрешно ве разбрала вас? Не. Јас и нив ги разбирам. На крајот, може би тие мене ме имат погрешно разбрано, но јас и нив ги разбирам. Заради тоа што состојбата во која што се наоѓаат, дел од структурите на ВМРО ДПМН, апсолутно влија врз своите колеги. И во вакви околности, тоа може да биде порака дека треба амбиентот да биде малку поспокоен во државата да се случи помирување. Помирувањето ќе го отвори националното координативно тело и тие почнаа веќе да зборуваат за аспектите како што знам дека има така широка лепеза на цели кои што сака да ги постигне. Од делот на реформите, од делот на превенирање на кризи, за делот на помирувањето и спецификите околу помирувањето или слично, и секој си има своја филозофија. Доправа се отвараат овие теми во тоа координативно тело за помирување. Амнестија на ниедно ниво не е вклучена во оваа лепеза за која што зборувате? За секој разговара националното координативно тело. Не исклучувате амнестија. Значи, можно е да има амнестија, можно и да нема амнестија. Амнестија за кој и за што? За 27 април зборувам. За 27 април зборувам. На кое ниво амнестија? Значи, не можам да кажам. Координативното тело ќе ги отвори правците, јас сакам да учествувам таму и да бидам повикан. И се, делот што треба да се постигне во македонскиот парламент е нешто кое што ќе биде завршено низ политички процес. Онака како што тоа е дозволено по законите. Апсолутно уште еднаш номинирам. Не се работи за било какво влијание врз судови, обвинителства или било што е друга сосема власт. Значи, тројцата пратеници обвинети за 27 април многу свесно гласаа за уставните измени, веројатно очекувајќи амнестија. Јас знам дека тие луѓе очекуваат помирување. Јас знам дека лично, не е моја да коментирам во делот на судот, дека тие луѓе не се терористи. Тоа го знам. И во делот на обвинувањето и се. Тоа е право на обвинителство на судот и слично. И јас знам дека должност на државата е да влеземе и да направиме се да се помириме внатре. Ако сакаме Македонија да биде нормална земја и да оди напред. Во тој дел реков и во парламентот и ќе повторам. Тоа не е подкопување на принципот на владење на правото? Не, апсолутно не. Холандија ќе ве поддржи во јуни за почеток на преговори со ваков чин на амнестија на овие луѓе? Апсолутно да. Заради тоа што ако тргнеме во делот на помирување преку помилување, во делот на законска регулатива или слично, тоа не е мешање во владење на правото. Тоа не е мешање во правосудниот систем. Парламентот стрикно има своји надлежности и може да донесе одлуки. Ама сега, господине премиер, пак признавате дека сепак има некаков политички пазар. Нормално дека разговарав со луѓе. И нормално да разговараме со луѓето. Како да и постигнеме ние нашите цели? Јас транспарентно секој пат зборувам. Само потврдувам тоа што јавноста го знае, го очекува или слично. Сум разговарал со луѓе и продолжувам да разговарам. Политичкиот процес е моја должност да го обезбедам. И јас тука носам одговорност. Ама што е пораката? Дека Заев сепак дели милост и слобода врз основа на тоа кој политички ќе се испазари со него? Не, апсолутно не. Заев не е тој што ги носи ваквите одлуки. Имаме институции на системот, тоа е парламентот, тоа е влада во одреден дел кои што и носат своите одлуки. Заев е политичар, како шеф на најголемата владеачка партија и отвара едно поглавје на помирување кое што и како и е потребно на Република Македонија. И од тоа нема бегање. Заради тоа што ние можеме да го средиме правосудниот систем комплетно, безбедносниот систем комплетно, не знам, борбата против корупцијата комплетно, но исто така политиката мора да ја заврши и својата работа, а тоа е да ја нормализира државата, да биде еден нормален систем, вреден за живење. Знаете дека во заклучоците на Европската унија од последниот јунски совет за општи работи на ЕУ, делот во кој што се бара да се воспостави правна одговорност за она што се случи на 27 април во собранието е дефиниран со глаголот мора. Мора да се воспостави правна одговорност. Нема дилема. И тоа така ќе биде и реализирано.
Само Апсолут. оние што си гласа за уставни измени не е ќе така. Абе, ќе не е бидат така. изземени. Абе, ставете процесот да тера. Некоректно е ние да искоментираме нешто кое што доправа е отворено во парламентот во Република Македонија. Формирано е координативно тело и своите резултати треба да ги докаже пред времето пред кое што предстои пред нас. Така да, јас лично верувам дека за насилството парламентот не треба ништо да направи. Но влегувањето во толпа, ненасилство или слично, за тоа вредно е да разговараме внатре, ако сакаме да се помириме. Ако Господин не, Заев, оние што го направија насилството, тоа можеа да го направат благодарејќи на тоа што го направија Муковски и Сашо Василевски. Ги видовме на снимките, тие ги отвораат вратите и им овозможуваат на насилниците да влезат и после да ви го направат тоа што ви го направија. веројатно, тоа ни судски процес ќе се докаже, процесот тера и тоа ќе се докаже. Сите го видовме Ама тоа. нема што да се докаже, тоа го видовме. Така е, треба и правно да се докаже, така. Имат Ама по право, вашата дефиниција, имат право и тие луѓе да ги кажат своите делови. Јас знам дека не сум подготвен за учесниците во насилството да разговарам ништо. Заради тоа што моја грижа е низ политичките процеси да не оставам можност да се повтори нешто што се случило. Апсолутно. Но во делот на политичкото помирување и те како сум подготвен да преземам чекори со целата моја политичка одговорност за да ја помирам државата. Јас верувам лично во тоа и ќе направам чекори со целата политичка одговорност за да ја помирам државата, а при тоа да не ги дерогирам очекувањата на владењето на правото, на потврда, ова што викате дека мора да се понесе одговорност за тоа и слично. И верувајте дека ќе покаже времето дека тоа е возможно. насилството не можело да се случи без Муковски, без Василевски. Можело и да не се случи. Зошто морало да се случи? Не велам, не можело да се случи без Муковски и Василевски. Ако не отвореле вратата тие, тешко таа врата да се пробие. Добро, тоа не значи дека некој требало да влезе, па дури и да направи насилство. Да, некој не можел да влезе во парламентот, ако тие не отвориле вратите. Така? Не значи дека тоа треба да направат тие насилство за тоа? Ама сега читаме пораки кои што се дел од доказната постапка, во кој што очигледно тие луѓе се координирани меѓу себе. Тоа нека го утврдува судот. Јас не можам да судам што и зошто е направено. Во најмала рака треба да седе некој од тие луѓе тука и за тоа да дискутираме. Апсолутно. Јас гледам можност низ овој процес на 27 април, што се случи 2017 година, да од највисоко ниво, преку парламентот, го почнеме помирувањето во државата. Поделено ни општеството до крај. И јас знам дека заради днината на државата, заради се што се случува во Македонија и се што е прв приоритет во државата, треба да ги носам и своите одлуки. И апсолутно сум свесен дека овде ќе има одредена одговорност за моите вакви политички ставови. Но јас сум должен да обезбедам Македонија, да биде членка на НАТО, да биде членка на Европската Унија и верувам во тоа. Заради тоа, воспротивно, се плашам што ќе се случи во Македонија. И имам право да ги отворам ваквите процеси, на крајот институциите на системот ќе донесат одлука што е потребно, што е возможно, што е дозволиво и слично. Свесен сте каква порака испраќате до обвинителството, до судот за процес кој што е во тек? Знаете како? И тие молчеа во еден огромен период на режимот. Ги немаше никаде да кажат. Сега во моментот, гледам се случуваат и од таму, одредени херојства, одредени терања на процес, па и тие не внимаваат многу тоа на политичкиот процес. Не може. Тоа си е нивна работа. Тие се ја терат нивната работа. Јас како политичар верувам дека треба да ја терам својата работа. На што мислите дека не внимавате При тоа политичкиот треба да ги фаќаме сигналите заради тоа што сите служиме на државата. Односно еден со друг да знаеме што тоа секој во рамките на своите Ама надлежности ако прави. судот фаќа политички сигнали, не е суд. Не. Затоа велам, немам намера да се мешам. Тие се носат своји одлуки. Јас Ама целото се мешате со ова што сега го зборувате. Вие преведено вечерва кажавте Господин дека Петровски, јас одговарам дека на вашите тројцата прашања. пратеници практично нема да одговарат. Јас така ве разбирам. еве вака да дефинирам мојот став јавно. Да дефинирам и да нема дилеми што јас размислувам. Може да се случи парламентот да не донесе таква одлука. Може да се случи институциите да не донесе таква одлука. Сите што учествувале во ненасилството и не биле дел од организаторите внатре, јас немам проблем да преку нив го направиме помилувањето и помирувањето. Немам проблем.
заради иднината на државата. Чекайте, помилување е сепак акт кој што не може да го направи собранието, предпоставам зборувате за закон за амнестија некаков. Закон за амнестија или Кој што донесување на одлука во парламентот согласно надлежностите на парламентот и исклучиво на парламентот и на политичките чинители во државата. И мислите дека тоа не е подкопување на принципот на владење на Не, правото и апсолутно. дека Франција и Холандија ќе ви го прифатат и ќе ви го простат тоа? Да, заради тоа што Франција и Холандија нема да ни простат ако има мешање во правосудството. И тука се подкопува принципот на владење на правото. Парламентот е институција во државата, има своји права по устав и по закон. Владата има своји права, општините имаат своји права. А И апсолутно граѓаните, вашите поддржувачи ќе го прифатат тоа? ќе окажат својот став. Јас знам дека исто така граѓаните очекуваат Заев да ја нормализира државата, Заев да ја врати во нормала, каде што ќе владее демократијата, каде што апсолутно ќе има нормална дебата во државата, а не да штрепаме дали ќе се случи нов немил настан, дали кога ги посетуваат пратениците некој ќе биде убиен или слично. Премногу гнев и омраза и поделба во Македонија. Јас сум должен да ја стабилизирам државата заради тоа што една грудка народ сме, родни ни фаќаме и мора да го направиме помирувањето. Јас сум истиот Зоран Заев кој ги отвори бомбите. Јас сум истиот Зоран Заев кој што ризикуваше и живот и се што треба за да Македонија биде нормална земја. Јас сум истиот овој Зоран Заев што ќе продолжи да работи се што во рамките на неговите надлежности и можности да Македонија биде нормална земја. Ама пак, ако еден дел од тие луѓе не одговараат, пак со право ќе ви се преговара за постоење на селективна правда, за тоа дека оние што успеале да се договорат со извршната власт, повторно куртулиле и така натаму, тоа не е пристап кој што води кон воспоставување на вистинска правна држава во која што дословно владае принципот на владење на правото. Јас се согласувам, но Македонија е исто така исправена пред своите историски одлуки. Исто така Македонија мора да внимава на сериозноста, суштината и длабочината на своите одлуки. Оти сите очекуваат Заев, парламентарното мнозинство да биде максимално паметно, максимално посветено, максимално флексибилно и да обезбеди државата. Ако цената на тоа се потези во стилот на она што го правеше претходната власт, тогаш чуму ќе ни е таква иднина. Например, какви Па еве потези? ви зборувам за подкопувањето на принципот на владење на правото. Тоа за мене не е подкопување на принципот на владење на правото. Подкопување на принципот на владење на правото е тоа што го правеше минатата власт преку влијание во судството, во обвинителството. Тоа е подкопување Ама на закон за владење на амнестија правото. исто така Закон за влијание амнестија, на прво го најавувате среде судски процес. Замислете сега како ќе се чувствуваат луѓето кои што се дел од тој процес во судот. Значи, дебатата е отворена како се чувствуваат исто така Заев кога го отвори тоа помирување во парламентот. Мислам, јас го отворих помирувањето со искрена желба да се постигне тоа помирување. Не сум калкулант како некои политичари кога треба заради политички поени нешто прави или не. Не, јас заради обезбедување на Република Македонија и незината иднина сум подготвен без да го урнисам владењето на правото и правниот систем во државата. Тоа што на политиката постојат алатки и можности да ги искористи, да ги употребам, за да на крајот го обезбедам и целиот процес во Република Македонија, но и да ја помирам државата. Уште едни реклами па се враќаме. Интересно станува. Бидете насад. Зоран Заев и понатаму во студиото на 360 степени. Господине премиере, според она што го зборувавте во претходниот дел од емисијата, претпоставам дека би требало да заклучиме дека мнозинството од 80 пратеници во парламентот ви е прилично стабилно. Не, апсолутно не. Имавме 80 пратеници за одлуката за да се отворат уставните промени. И до тука тоа може да се гарантира. Сега дебатата ја гледате каква е, суштествена е внатре. Се зависи од конечната формулација на самите амандмани и од разговорите со пратениците. Јас посакувам да има мнозинство од 90, од 100 па дори од 120, ако е тоа возможно. Секако не е возможно. Оставате простор да се менуваат нацрт амандманите? Да. Оставам простор да се менуваат заради тоа што сето тоа што е во духот на договорот, а е дозволиво. Апсолутно немам проблем да биде прифатено за да граѓаните бидат поспокојни, пообезбедени, посигурни во тоа што нивните институции го прават. Дали ставот 3 на амандманот што се однесува на членот 49 е практично најпроблематичниот? Има сериозна дебата овде
И тоа е проблематично на два аспекти. Едниот аспект е што помалкобројните заедници, албанската и другите, реагираат за подеднаквото водење на грижа на нашите кои што живеат во странство. Тука е тој спорен став. Ставот 2, тоа веќе го кажува, но издвојувањето дека водиме за македонскиот народ кој што живее во странство, без да се мешаме во внатрешни работи, почитувајќи ги сувереноста и територијалниот аспект на соседните држави, тие гледаат дека до крај Македонија не е еднаква за своите граѓани. Јас тоа го разбирам и верувам дека тука ќе изнајдеме некој начин како тоа да го изменаџираме. Впрочем и Грција реагира и јас јавно зборувам заради тоа што ние во самиот договор постигнавме грчки македонци со наши македонци. И нивниот дел на културата, историјата и слично е поврзано со грчкиот елинистичкиот дел на нивната историја. Владата грчка јавно до сега не реагирала. Бившиот министер Кодзијас реагираше. Вам ви реагираше владата? Не. Грешка сум јас. Во Грција во јавноста. Значи, кога зборев на владата, мислев на Коцијас. Има една заменичка министерка за внатрешни работи која што бара нешто друго. Бара да се потпише заедничка декларација меѓу двете влади која што ќе толкува одредени одредби од договорот. Очигледно е дека во Грција тешко поминува делот во кој што јазикот е признат за македонски јазик, со право на англиски на сите други јазици да се предува како Macedonian language, и таму им пречи, иако мислам дека е недоразбирање во делот на значењето, преводот на многу термини, nationality, citizenship, nation, ethnicity и така натаму. Тоа само покажува дека ако ние треба одредени работи да ги до крај појасниме и потврдиме, треба тоа да го направиме. Во Македонија тоа го правиме низ уставните амандмани. Дилемата дали идентитетот е потврден или не, ја потврдуваме сега со амандманите. Новата пратеничка група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата дава предлог и го прифаќаме како став 1 во амандманот во членот 49. Тој став не е спорен. Не е спорен. Добро. Спорен е ставот 3. Суштината е на ставот 3. Коцијаш го кажува како спорен. Зошто? Заради тоа што до крај не се отстранува чувството дека треба да се отстранат сите елементи каде што представува некаков вид на мешање. И тука вие како предлагачи на амандманите сте подготвени да интервенирате? Не. Сакаме да ги видиме сите анализи. Кога ќе заврши овде дебатата, ќе се слушнеме и со грчката страна. Јас би го контактирал и господинот Коцијаш. Тој даде сериозен елемент внатре во постигнувањето на договорот, да ја видиме директно, суштински што се проблемите во тој дел. Ние, ако немаме спорност на нашиот македонски идентитет, кој што е потврден, и во грчката страна не го спори, ако на тоа гледа како мешање, заради тоа што има македонски народ и во Грција, тоа се вика грчки македонци, кои што го врзуваат елинистичкиот период, и ние немаме проблем со таа работа, како што тие немаат проблем со нашите македонци, со нашиот идентитет, поврзан со нашата територија, историја, култура, национална посебност и слично, како што впрочем е договорено во договорот. Ние не сакаме да нарушиме нешто, сакаме да обезбедиме нешто кое што ќе гради трајно пријателство, вековно пријателство, а не повторно да отвара било какви рачки или проблеми околу ова прашање, но повеќе сум фокусиран на елементот дома. Јас сум, според мене, лидерот на едно општество за сите. Јас ги отворат овие концепти. Јас сум должен да внимавам при секоја реакција, дали е тоа од владеачка партија, дали од опозициона партија, дали се само од граѓани или слично, дали ние остануваме во духот на едно општество за сите, па дури кога се работи за наши граѓани надвор од државата. Тука сум максимално корекции се можни. Можни се, да. Затоа се викат нацрт амандмани. Добро. Затоа е парламентарна дискусија. Убавината е тоа што има стварно суштествена убава дебата во парламентот. И тоа така личи на демократска земја. И таа дебата ќе има и ден ќе продолжи. Ако има респонзивност, одговорност од страна на власта, да внимателно ги следи ваквите процеси и ги вградува. Дали тоа доаѓа од македонската опозиција или од албанската опозиција, за нас е исто. Сепак тие пратеници се представници на нашите граѓани кои што се еднакви во Република Македонија. Грчкиот претседател Павлополос даде една изјава, а повеќе пати во јавноста на слична линија зборува и една заменичка министерка за внатрешни работи, ми се чини, поранешна припадничка на опозицијската Нова демократија, сега дел од мнозинството на Ципрас, таа зборува за некаква заедничка декларација што треба да ја потпишат двете влади, во која што треба да се толкуваат или да објаснуваат некакви елементи од договорот. Еве јас ќе кажам однапред,
Не ги знам деталите. Навистина сум посветен на сериозни процеси овде и секој пат директно не го следам целото тоа. Ми спомна од кабинетот, ми спомна од PR секторот што работи околу мене и слично дека има некоја таква работа. Тоа што ќе го чувствувам, така и го споделувам. Се што ќе помогне на процесот, а при тоа ќе биде во духот на договорот. Договорот е јасен, кристален за двете страни. Јас немам проблем. Како што и грчката страна, еве нема проблем да се фиксира овде македонскиот идентитет и нашето право на самоопределување. Тоа е прифатено во договорот и апсолутно немаме никаков проблем. Значи, ако се бара заедничка декларација, ќе ја подпишете. Ако таа декларација апсолутно не повредува ништо тука кај нас и влијае на целиот процес, а ќе им олесни во Грција, пред се на граѓаните ќе им олесни, а понатаму и на институциите како парламентот, владата или ова заменичка, која што зборувате господи, која што кажува за ваквите аргументи, јас немам проблем. Јас имам намера пријателството до крај да го градам и надвор од договорот заради тоа што треба да им покажеме сега на граѓаните дека носи тој договор само придобивки, токму во тој дух. И апсолутно се работи за искрена намера низ овој договор да се гради трајно пријателство. Колку е убеден Ципрас дека ќе го помине договорот во парламентот? Убеден и јас му верувам. Зборувате за конкретен тајминг? Зошто ако ние завршиме во јануари, тој во март договорот би го ратификувал? Таква е дебатата кај нив, не знам зошто, не сум прашал. Поврзано е со обстојувањето на владата? Не. Јас знам дека владата не е зависна токму од гласањето во парламентот на договорот од Преспа. Не е зависна. Веројатно тука има своји потреби и Ципрас. Да ја додржи, да не ја додржи, да ја промени, да не промени некои делови од таа влада или слично, како ќе функционира до регуларните избори кои што знам дека се есента 2019 година и апсолутно имам разбирање за тој дел. Мојот дел е да не се мешам во неговите политики внатре, ама секако да знам и да ми гарантира дека тоа во парламентот ќе помине. Токму тој тоа го прави, гарантира дека кога нас помине во парламентот, ќе помине кај ни во парламентот. За нас е важно секако да ден порано тоа се направи, заштото и од тоа зависи протоколот после тоа. Но сепак ќе почитуваме нивните одлуки. Може и тие сакат еве до нова година да завршиме, на деловникот во Собранието на Република Македонија вели дека тоа ќе е втората половина на јануари, односно до крајот на јануари. Добивате јасни пораки и од Европската комисија и од земјите членки на Европската унија дека усвојувањето или завршувањето со ратификацијата на договорот од Преспа нема да биде доволно за во јуни да може да се одреди датумот за првата меѓувладина конференција меѓу Македонија и земјите членки на ЕУ, што треба и официјално да го означи почетокот на пристапните преговори. Жбогар во ова исто студија, на ова исто столче пред 5 дена рече: храброста што ја видовме од владата во склучувањето на договорите со Бугарија и со Грција, сега ја очекуваме и во делот на реформите. Или преведено, тоа значи дека до овој момент и Европската комисија не е најзадоволна од динамиката на реформите. Сериозни процеси се случуваат во државата. Еден дел се реформските процеси, вториот дел се економските процеси и еден дел што се многу исто така значајни, можеби најважни, политичките процеси. Мислам на договорот со Грција, процедурата и протоколот за неговото верифицирање преку референдум во парламентот и слично. И јас сум прво лично задоволен во ваков амбиент до каде сме стигнати. Ние првата фаза на реформите ја поминавме. Еве МВР во финална фаза на реформите и тоа се безбедносните реформи кои што се прават. Моделот за таму веќе нема дилеми, тоа и Жбогар јасно го кажува, но другите области се некако климави. Така е, делот на медиумите, кој што беше првиот дел од реформата, вториот дел не го спомнува тоа, но обврска ние дома е заглавено во парламентот. Се преговара и разговара, верувам дека тоа ќе се откочи. Делот на борбата против корупцијата и организираниот криминал. Чекайте, не е пораз тоа што година и пол по доаѓањето на власт за вас состојбите во МТВ се полоши можеби од тоа што беа пред да дојдете на власт? Значи, за мене обврска и одговорност е да ги следам очекувањата на медиумската заедница, реформскиот процес и прецизноста како тоа да се постигне. Прво, дали е пораз или не, мене ме критикува таа Маратава и моите политики, генерално и оваа влада. И апсолутно јас сум најмотивиран, најбрзо можно да се среди, но не можам да го дерогирам диалогот на процесот што оди во опозицијата. Не, сакам да зборуваме за силен јавен сервис кој што сериозно ќе се наметне, не само со својата информативна програма, туку едукативна, забавна. Само со законот. Е возможно само со законот. Сето друго е мешање на владата во медиумите. Не, јас за тоа зборувам. Зборувам. Зошто дозволивте овој процес да стагнира и таму ништо да не се случува толку долго време?
правиме се што можеме. Сериозно преговараме со сите чинители кои што се во соодветните комисии каде што е блокиран законот. Таму е пратеничката за Туровска, ако не се лажем, или не знам, Кузмановска, кој што ја води самата комисија. Чекат инструкции како да продолжи расправата по нив. Преговараме и разговараме да законот се донесе час поскоро. Ако тоа не се донесе, ние имаме и други алатки. Например, Европската унија на последните средби ни потврди дека тоа е дел од Европската агенда на Македонија, ќе го повлечеме законот, ќе му ставаме европско знакче и тогаш ќе го завршиме конечно. Значи, ама се обидуваме, така? Сакаме да помине ни таа процедура. Зошто? Затоа што низ диалог со опозицијата е оформен овој закон. Толку се преговараше со здруженијата на новинари, со, не знам, одредените синдикати на новинарите, се преговараше со етичкиот комитетот за етика на новинарите, со сите соодветни Ама половина институции. мандат ќе ви помине. Ништо не се случува. Значи, парламентот е заглавено од комисија која што ја води опозицијата и тука се поднесени тие 780 амандмани на кои што секој ден се дискутира само за еден амандман. И повторно се тактизира со закажување, одложување на самата комисија или слично. Знаете дека да, сериозна критика ви е и тоа што ја оставивте државата толку долго време без антикорупцијска комисија. Во меѓувреме се појавија и први, јас ги наречам дури и сериозни сигнали за можна корупција во рамките на новата влада. Во услови кога нема антикорупцијска комисија. Да, јавноста беше гласна, невладините, дел од медиумите направија притисок, се повлековте од дел од тие проекти, факт е сето тоа, но може ли да се зборува за вистинска борба против корупцијата без постоење на тоа тело? Да, не ни треба проформа тело. Имавме и порано тело, така? Имавме, па ги гледаме извештаите за работењето на тоа тело. Прво е важно да создадеме тело кое што ќе даде резултат. Ќе се бори на вистински начин преку корупцијата. Ќе му се дадат плюс и алатки на тоа тело. Како тоа уште поуспешно да го прави, отколку тоа што законската регулатива до сега го правила. Затоа новиот закон за антикорупцијска владата го усвои и го пушти према парламентот. Во моментот е постапката на носење на законот за антикорупција. И исто така донесовме одлука политичка парламентот така постапи преку парламентарните групи во моментот кога повеќе верувавме дека ќе се оди на избори, дека не е возможно да се обезбедат 2/3 и тогаш распишавме конкурс по стариот закон за избор на членови на антикорупцијска. И владата и политиката покажуваат желба тоа да се заврши и ќе се заврши во најбрз можен период, затоа што парламентот штом го донесе самиот закон, ќе бидат избрани исто така и членовите на антикорупцијска и ќе биде оформено со една нова легислатива која што комплетно во координација со Венецијанска комисија, со Европска делегација, вградени се оние сите слабости кои што ние сме ги воочиле од порано или слично, поминато е преку Советот за реформи низ дебатите, Советот за реформи во правосудството и ќе биде добра легислатива за успешна антикорупција. Се разбравте ли со вице-премиерот Ангјушев дека фирмите во кои што е собственик едноставно од морални, етички, од причини поврзани со политичката култура, не може да бараат пари, независно дали на тендери или на друг тип на повици за јавни фондови. Ама знаете како, владата е составена од политичари и составена и од други луѓе, како што е случајот со Ангјушев на представник од стопанските комори. Тој не е политичар. Јас сум политичар. И двете фирми од семејството Заеви беа подготвени со комплет документација да конкурираат на тоа. Заради тоа што таму работат граѓани, комерцијалисти, правници, економисти кои што ги подготвуваат согласно законите, правата своји да ги искористат. Јас зборував со директорите. Но не може да зборувате за промена на духот, за промена на состојбите во Македонија, ако вашите фирми продолжат да се јавуваат на тендери. Затоа, поради тоа што е променет духот, покрај законската одговорност, која што на дело треба да ја покажуваме за пример, треба да ја покажуваме и етичката. И не аплицира фирмите на Заеви. Затоа што го знам политичкиот момент и го чувствувам. Господинот Ангјушев во недела го консултираше соопштението, која што го пушти како реакција на тоа, кога осети веројатно веќе задоцнето дека не се работи само за законско право, туку има нешто што се вика етика во делот на однесувањето и неговите фирми не може да конкурираат да земат државни пари. Тој имаше една изјава на самиот почеток на стапувањето на функцијата, мислам дека беше тендер во Елем, кога децидно рече: се е законски, моите фирми не може да бидат дискриминирани, ама бидејќи ете сме во некаква транзиција после една тешка травма од 10 години, моите фирми повеќе нема да учествуваат. На следниот повик пак учествуваа неговите фирми.
Веројатно не разговарал и со последниот комерцијалист кој што работел на овој предмет. Немојте така се. Па ајде како да Ама кажеме? пренаивно е ова Не, објаснување. како да кажеме? Значи не е негова желба да учествува внатре. Негова желба е за да конкурира на тендер на Македонија пат за ограда од 36.000 евра, во кое што има не повеќе од 10% заработка на такви дејности за 3.600 евра? Не. Зошто? Тој ја дава својата плата на социјални случаи и од факултетот и од овде. Ама немојте Помага така, на се. тој рече Брако е единствена фирма во Македонија што произведувала таква жица. Тој го бранеше тендерот што го добила неговата фирма. Ама во делот на постапката и на набавката не може до крај. Еве ја за мама до крај не знам што некој од вработените кои што почитуваат само закон и не се должни да имат политички сенс како ќе постапи. Важно е кога нешто ќе се направи да се коригира. И тој ги повлече своите фирми од апликацијата. Ама еднаш и не смее тоа да не биде вети доволно. дека нема да го прави, потоа пак го направи. Се случува, фирмите има повеќе од илјадници вработени таму, од 1000 вработени. И самите тие фирми, значи Кочо Ангјушев е по цели денови окупиран со тоа што му е работа во владата. Таму директор е друг, раководителите се други. Јас не дека сакам да го одбранам тој дел. Сакам да дам оправдание дека е доволно етичкиот однос што го направи за да се повлече. Знаете не дека смеете кога- веднаш масакар да правите со луѓето, не е добро, не е човечно. Не е тоа масакар, господине премиер, тоа е обид да се држи владата одговорна. И И тоа се е држи. тоа е работа на Јавноста новинарите. реагираше, Да. владата покаже одговорност, преку одговорноста на Ангјушев и ги повлече своите фирми од апликацијата во ФИТР, во Фондот за инновации и технолошки развој. Знаете дека за фрлањето на фломастерот вие најавивте дека тој ќе се извини, на крај тој не се извини. Тој рече фломастерот му паднал. Рече, но истовремено честно е да кажете и вие. Продолжи со реченицата, ако некој се чувствува повредено, тоа јас навистина жалам. Затоа го кажа, ако некој тоа другчија го сватил. Паѓањето на фломастерот. Сега јас не можам да бидам истражител внатре. Верувате, вие ги кажавте своите аргументи. Ги кажа и своите аргументи. И при тоа рече, јас не го фрлав фломастерот, јас го пуштив. Ако при тоа стварно сум повредил некој, јас навистина жалам. Го кажа тоа. Не знам што повеќе да кажам. Разговарате ли со еве овие ваши блиски соработници, особено господинот Ангјушев е неопитен во политика, очигледно и особено во односот со јавноста, дека сепак политичар, особено на таква позиција, подразбира да се покаже и поголем капацитет да се трпи критика и да се примаат и непријатни прашања од јавноста. Особено што господинот Ангјушев е навистина во многу специфична ситуација. Тој е представник на крупниот капитал, а седи во левичарска влада. Така. И тука гледате некој пат искрафрла одредени ставови. Зошто? Заради тоа што се левичарски, а сепак тоа е застапува комората. И затоа владата, меѓу другото, е внимателна и слуша што вика бизнис секторот, еве, например, за прагот на праведното доначување или слично. Имаме добар коректив. Впрочем, тоа е функцијата зашто е повикан Ги тука. помиривте Тедо Апсолутно. Целовски и Ангјушев? Да, разговара заедно, јас прекинав еден економски совет, заради тоа што не може да немат минимум доза на внимателност во себе. Тоа не е непомирливо, тоа не знам што, но кога гледам непријатни ситуации, го прекинав советот, дадов задача утре да седнат да пијат кафе, двајцата ми известија дека е окей работата, се доразбрале во целиот тел, затоа што секој пат си ги штити своите ставови и одговорности во институцијата која што ја води. И апсолутно владата е единствена во своите ставови и тера, и нормално е некој пат во делот на политиките да имаме различни ставови, за нив разговараме, ги изградиме Има и простор тераме. за сомнеш за овој анекс кој што ќе се подпишува со кинезите за автопатот Кичево-Охрид? не. Апсолутно не. Има само потреба за потврдување на посветеноста која што заштеди огромни десетици милиони евра. Мислам дека се повеќе од 90 милиони евра. И тоа е лесно видливо. Кои беа цените предходно, ги правите споредбите со сега и гледате дека биле 5-6% поголеми за делот на тоа што се давало на Просто е договорувачите. неверојатно дека некој утнал за цели 200 милиони евра. Утнато е за цели 300 милиони евра. По тие цени ако е. Односно точно за 292 милиони евра е утнато. 95 милиони евра се заштедени на цените за 7-месечното преговарање во сите низини суштини, па излезе разликата од 190 и не знам колку и 8 Може ли милиони. анекси да се подпишуваат на договори за кои што е очигледно дека се криминални? Апсолутно. Заради тоа што немате што друго и да направите. Ако се откажете, Анексот не е криминален тогаш? не е криминал. Ако е дел од криминален договор? Апсолутно не. Апсолутно не. Заради тоа што анексот е засебен документ во кој што се гледа се што внатре е договорено, односно дефинирано.
Во самиот анекс се носат одлуките за да се заврши автопатот. Имате одлука која што треба да ја донесете. Да не правите ништо и Македонија да плати стотици милиони евра казна, или не знам колку беше, 60 милиони евра само по неколку основи. Да не го отвараме и другиот автопат или слично, и да изнајдете начини како тоа да заврши. Наоѓањето на начин ни потроши една година, со 7-месечни суштински преговори внатре, и еве успеавме да постигнеме анекс, Кичево Охрид автопатот да се заврши, а при тоа да оствариме разлика на заштеда од 95 милиони евра. Кои министри ќе ги смените? Нема да има реконструкција на влада. Реков, реконструкцијата на влада значи кога премиерот од било кои причини ги променува самите министри. Од сите сте задоволени? Ки има, значи не е ни време за да менувам до сега. Луѓето си ја работат работата. Ќе дадам свој аспект на мојот однос на задоволството према министрите, кога ќе заврши овој политички процес кој што е пред нас. Прво морам да внимавам на политичкиот процес. Е пресериозен. Треба да знаат и новинарите, и граѓаните. Не е волшебник Заев и владеачкото мнозинство да ги успее паралелно сите процеси. И апсолутно ние не сме најдобрите на свет, најуспешните на свет. Во таа ние сме смисла многу не ви нормални. треба малку да го освежите тимот? Апсолутно сега не. Барем не во овој период. Заради политичките процеси, тоа го кажувам честно и отворено. Јас си правам своји анализи, како мандатор, како човек кој што предлага и разрешува министри или слично, но во овој период сигурно не. Имаме потреба од партиципентите, од различни причини, кои што барат неколку министри да бидат повлечени. Тоа го кажувам. Не ги кажам деталите, заради тоа што се уште се разговара. Хазби уште ќе го толерирате? Се уште се разговара. Хазби лика зошто не доаѓа на Треба работа? да дојде некој, беше на влада, на владина седница и беше на своето работно место. На последната владина седница, не таа на буџетот, не таа претходно редовната во вторник, дојде, беше на самата владина Простите седница. што 6 месеци не доаѓаше. Апсолутно дискутираме внатре. Ние сме политичка влада, составена од политички партии и редот е со коалициониот партнер да разговараме на ваква работа. Кога ќе завршиме разговорите, ќе знаеме што ќе правиме, тоа ќе го соопштиме на јавност. Така не е честно е да разговарам однапред што јас сакам да правам, што ќе правам или слично. Сепак сме политичка коалиција, за тоа треба да разговарат лидерите на двете политички партии. Се согласувате ли дека сепак ви треба многу повеќе внимание и фокус и на реформите, и на економијата, и на ставање под, како да кажам, една контрола е можеби лош збор, но еве не можам да најдам друг на целиот ваш тим, бидејќи се чини дека навистина многу време и енергија потрошивте на договорот со Грција, на договорот со Бугарија, тоа не се мали теми и мали прашања, но дека сега конечно треба да се вратите дома, да можеби не отсуствувате толку многу од земјата и да се фокусирате на овие теми. Многумина ваши поддржувачи блиски велат, Заев нека престане да оди на конгреси, самити, сајми и така натаму, конечно да го видиме економистот Заев. Јас се согласувам со целата оваа теза. Но истовремено објаснувам зошто требаше така. 27 години искуство од независноста видовме дека мора Македонија да донесе одлука. Фала Богу се погоди амбиенти во Грција со разумен премиер, министер за надворешни работи и влада, со кој што можеше да се постигне договор. Истото тоа и со Бугарија. Разумен премиер кој што посакува пријателство, соработка и слично, го направивме. Сето тоа на крајот на денот е заради економија, заради мотивирани институции за реформите, кои што треба да создадат се заедно живот. Живот овде вреден за живење во Македонија. Да, ветувавте многу поголем раст на БДП, не успеавте оваа година. Не успеете кога 4 години наред е нула и апсолутно држи и мора да ја дигнете економијата. Без политичка добра и известна иднина. Е многу тешко тоа. Ама кога? Лани, например, лани еве се фалевте со 400 милиони пари, како се вели тоа, определени за капитални инвестиции. И сега цела година гледаме апсолутно многу ниска реализација. Да завршиме реализацијата, до крајот на годината ќе кажеме, не е 27 и нема да биде 30, ќе биде многу поголема, прво по дефолт заради тоа што се плаќа на крајот на годината. Но се вкупната економска прогресија, раст и развој од државата не е од капиталните инвестиции. Тие се добри помагачи. Сега испадна главната вина дека е тука. Индустријата расте 9%. Еве да зборуваме за другите елементи. Енергетиката расте за, не знам, 4-5%. Во вториот, веројатно така ќе и во третиот квартал.
Имаме 3,1% раст во вториот квартал, третиот очекуваме околу 3, четвртиот уште повеќе од 3, првиот квартал веќе на 2019 на платени веќе фактури, на решените на проблеми од капиталните инвестиции. Верувам дека и растот ќе биде уште поголем. Трговијата расте со двоцифрени бројки, посебно извозот од државата, параметрите се одлични. Еве кажувам, од 15 до 24%, октомври ова година, во споредба со октомври 2017, приходите се зголемени. Чекавме 4-5% зголемување и на персонален данок, и на данок од добивка, и на данок од ОДВ, придонеси за здравство, придонеси за пензиско. Од 15 до 24% се зголеми. Одличен индикатор. Ако се повтори во ноември и во декември, тргната економија, и ќе покажеме резултат. Вака кога ве слуша човек, навистина да ви се диви на оптимизмот. Тоа се бројките. И апсолутно јас зборувам се и за сите слабости, ве гледате денеска, дадовме сериозни одговори на сите прашања. Не се впрочем ни малку лесни, но истовремено од Заев, кој што е прв меѓу одговорните, се очекува Македонија да влезе во НАТО и во ЕУ, да склучи договор со Бугарија, со Грција, да обезбеди 80 пратеници, тргнав со 49. За тоа ја добивте поддршката на Не изборите. ја добив, вас ко 49 добив. Изгубив парламентарни избори, така? За тоа. Тие што гласаа за, ама потоа имаше локални избори и ја добивте поддршката. Не. Локалните избори добија таму градоначалниците и советниците поддршката. Јас добив 49 пратеници. И денеска имам 80 пратеници. Никој не ме прашува како тоа се постигне, колку тоа енергија е потребна за разговори со луѓе, со сите аргументи за да обезбедиме и твојата и мојата и на сите Македонија да биде членка на НАТО и на ЕУ. И многу е лесно да се испостават сите прашања. И јас кажувам да, јавноста, новинарите треба да прашуваат. Јас сум спремен на одговорноста комплетно да направам 90%. 99% тоа што очекувало јавност. 1% ако има некаде одговорност, ќе понесам таа одговорност. Дали е тоа со политички поени, дали е тоа со мојот рейтинг, дали е со паѓање од глас, со промена на дел од мојот тим или слично, немам дилеми. Македонија мора да биде обезбедена, да биде држава, заради тоа што се плашам. Ако не успее овој процес, што ќе биде со Македонија. Прво тоа мора да го обезбедиме. И заради тоа сум спремен во парламентот да носам одлуки. И ќе носам одлуки. Тоа што е надлежност треба на да ви се политиката и на признае парламентот. дека на сите критики сте отворени, дека се изложувате себе си и на непријатни прашања и тоа е факт, што е дел од овие механизми на одржување на одговорна власт. Уште едно прашање за крај. Ако дозволите прво јас да искоментирам во тој дел. Не можете да немате своја одговорност и вие новинарите, како што не може да немат своја одговорност и судовите, обвинителствата, локалната самоуправа и сите чинители во општеството. Сите носиме своја одговорност. Немојте, Груевски зборуваше за одговорност на новинарите. Да, ние сме одговорни, но оставете ние да бидеме свесни за тоа. Не, јас само го кажувам тоа за сите, гледате како го генерализирам. Затоа што, ако сите само се извршуваме својата работа, можеме ние политичарите да покажуваме колку тоа сме ние патриоти, колку тоа сме успешни во политиките и во се. А при тоа Македонија да каска во место. Затоа создаваме се вкупен амбиент. Токму тоа го кажувам. Спремни да одговориме на тешкотијата на сите прашања, да бидеме транспарентни до крај, да трпиме критики до крај и на крајот здраво е за Македонија да се менуваат властите. Тоа не е крај на светот. Важно е Македонија да оди напред, да успева. Но сите мораме да се согласиме дека нема поважен процес. Сите се важни од оној што се случува во парламентот. Така, тоа е најважната институција во Македонија. Зошто? Заради тоа што со обезбедувањето на овој процес имат иднина слободните медиуми, имат иднина владење на правото и правосудството, имат иднина безбедноста на државата, борбата против корупцијата и криминалот. И се што е друго важно. Ако овој процес во парламентот не успее, тогаш нема иднина, ништо. Веројатно ќе се врати стара гарнитура што била и процесите ќе тргнат во друг правец. Завршуваме. Во март мислам дека ќе треба да има претседателски избори. Ќе има ли и предвремени парламентарни избори? Во април треба да се претседателските избори и беа, ако знаете, 27 април 2014 година не ги признав изборите. Јас што знам, на 12 мај му завршува мандатот на Иванов. На 2 мај завршува мандатот, да. Па треба меѓу 60 и 90 дена, така што март веројатно. Зборувате за распишување на изборите. Да, за распишување. Изборите се распишуваат меѓу 60 и 90 дена. А се распишуваат. Не се одржуваат. А се одржуваат во рамките на 60 дена од крајот на мандатот на претседателот на државата. Сигурен сте тоа? Да. Не се меѓу 60 и 90 од крајот на мандатот. Добро, ќе го провериме тоа, ќе го провериме. Меѓу 60 и 90 дена се распишуваат изборите. И затоа претседателот Џафери во февруари има намера да ги распише изборите. Така се погодуваат. Веројатно 2 февруари 90 дена, па некаде во февруари.
а се одржуваат во рамките на 60 дена на крајот од мандатот на Добро, председателот. очигледно сте размислували за тој датум, чим сте толку добро упатен. Не Ке ме има ли консултираше председателот на собранието Ке има ли за оваа прашање во делот на роковите, Ке така има ли- да вика планирајте си ги. Што имате закони да знаете кога поднесувате. Што имате дебата во парламентот да знаете кога да завршувате, да. Ке има предвремени парламентарни Не, избори? јас не сакам. Не сакам тоа што зависи од мене. Ако зависи од мене дали ќе има парламентарни избори и само од мене нема да има. Но јас сум прво демократ во својата партија. Ние допрва треба да отвориме дебата во својата партија. Коалициони партнери имам овде, опозицијата постои во државата. Така да, еве, да бидам прецизен, ако зависи исклучиво тоа од Заев, поприлично зависи од премиерот. Тоа ние на сите јасно. Но ако исклучиво и само зависи од мене, не. Јас сакам да дадам шанса на економијата. Најавив моја посветеност на економијата, најавив моја посветеност паралелно после тоа на реформите, работиме интензивно на реформите, резултатите ќе ги видиме и ги гледаме. Втората фаза веќе помина, огромен дел од законите на Советот за реформи во правосудството, сега почнува политичкиот диалог, се среќаваат веќе опозицијата и власта во парламентот за да може да бидат гласени законите. Тоа е многу значајно заедно да се направи, заради тоа што имплементацијата на овие закони ќе биде многу важна. Поважна од квалитетот дури и на самите закони кои ќе ги донесеме, така да периодот точно го слушнав народот да се осидра малку повеќе дома. Не можам 100% заради тоа што Македонија мора да биде во духот со сите земји и соработката. Ние зависиме, ние не сме сами за себе, ниту пазар, ниту општество или слично, сме поврзани со Европа и со европските земји, ги продолжуваме, но најголем дел од времето го посветувам на економијата и секако со буден фокус на реформите од сите 4 области кои што се важни. Немавте дојдено во 360 степени како премиер. Благодарам што вечерва бевте дел од емисијата. Се надевам ќе имаме и други шанси отворено да разговараме за прашањата и проблемите. Благодарам прво на поканата и драго ми е за 360 степени што може со премиер конечно да одржува ваква, имате со министри, имате со се, со премиер да одржува ваква емисија во која што директно ќе ги постави сите по ваша зелба прашања, какви и да се, и да добиете директен одговор. Тоа е само уште една потврда дека Македонија како е променета на добро. Благодарам уште еднаш. Благодарам и поздрав до гледачите што не следа. Ве поканувам да ја одгледаме и саботажата. Пастирот го напушти своето стадо. Големиот водач, кому сите му се тресеа, всушност бил ординарен ситен блефер, кој во политичкиот покер ги искористи и ги фрли сите карти, оставајќи си го за себе адутот, што му бил скриен во ракавот. Ако сакаат да се пресметуваат со ВМРО-ДПМ, еве ние сме тука. Мене нека ми лоса. Колку сакат нека ми дадат години. Доживотен затвор ако сакаат нека ми дадат. Дојде моментот на прифаќање на одговорност и избега како клавица. Побегулјата Никола Груевски. Кукавичлукот не предпоставува свивање гнездо, туку подметнување јајца во туѓо. Нив не ги снесе само бегалецот, туку и оние, чија задача беше да не му дозволат тоа да го направи. Престрашени од собствената одговорност, во сличен стил, тие сакајќи да дриблаат во надпревар кој службено го изгубиле, меѓу себе си ја префрлуваа несаканата претешка топка. Сериозно внимание мора да посветат и обвинителството и судот, бидејќи тие се единствено надлежни. Вина во судот за ова што се случи, еве да го кажеме, бегството апсолутно нема. Меѓутоа не треба да се заборави и тоа дека МВР постапува и согласно наредби на јавното обвинителство, меѓутоа и само иницијативно. Па мислам дека институциите се трудат да ја извршат својата задача професионално. Одбраната на професионалност изгледа токму онака каков што е впечатокот на оние што имаат минимум објективен период. Па не сакајќи да го спуштат нивото без употреба на секојдневниот речник со кој најадекватно се изразува однесувањето на институциите кон граѓаните. Културно ќе го констатираат тоа што ни се прави. Значи, ова е навистина едно многу непријатно искуство во кое што на здрав мозок не прават будале. Во таква ситуација, кога рациото е под влијание на субјективни фактори, судирот меѓу блискиот професионализам и уште поблискиот сензационализам е неминовен.
А наместо за причините и начинот на кој е спроведена операцијата, во фокусот се периферијата и видот на собственоста на сместувачките капацитети. Во тој хотел Никола Груевски преспал една вечер, а во овој момент се наоѓа во вилата на неговиот поддржувач Виктор Орбан. Чомовски? Да разграничиме во вилата или во резиденцијата. Ако е вилата приватна, тоа може да биде и некаков сигнал на некаква приватност. А ако е во службена резиденција, тоа е прилично индикативен потез на унгарскиот премиер. Најважно од се е што никој не сакаше да ги слушне индициите дека таков потек ќе биде повлечен. И покрај тоа што дури и тој што сега оттаму приватно фаќа сеир, јасно ставаше до знаење дека сите службени лица мора да бидат будни и мошне предпазливи. Треба да бидат со отворени очи, да бидат многу внимателно, затоа што се работи за добро мислено од надворешни центри со внатрешни нивни инсталации. И на крајот, преку тие исти инсталации, токму тој кој својата игра темелеше на националната карта за да стаса до своето прибежиште, патриотски се качил на платформата која му ја одреди политичката и човечката судбина. Неговите следбеници, со право и со време, ја поставија дилемата. Со Тиранската ја почнавме, со чија платформа ќе ја завршиме. Тоа е главната тема вечерва. Главната тема останува иста и оваа вечер. Која е таа платформа од која конечно ќе биде катапултирана одговорноста која левитира во македонската политичка орбита? Од мене пријатно го пробивме малку терминот за вестите, останете на Алсат, видете ги и вестите. Се гледаме повторно в понеделник од 22.